викаш, татко? Остави го сонцето да ме грее, зашто таму кај што ќе одам. Никаде нема да одиш. Остави го сонцето да ме грее, зашто таму кај што ќе одам. Милиарда години ќе бидам само во мрак. Ти ќе оздравиш, татко. Не те пуштам никаде да одиш. Дали не ода луѓето? Луѓе? Никој нема сам мисли. Ги гледа мене ги. Наредени се пред сонцето. Пушти ги нека влезат. За каков документ зборуваш, господине Чернодрински? Господ не е полицаец? Не вели два пати. Господ треба да знае само врска со тебе и со Македонија. Ако му требаат документи, ќе му ги дадам моите очи, што попусту ми истекува по книги, библиотеки, патишта, возови и сиромаштија. Ке Господа не се признаваат очи. Очи има секој. Ке Господа треба црно на бело. Црно писмо, бела книга. Кој ќе стигнеш пред неговиот трон, на кој што тој сам седи, и решава за судбината на сите народи и сите држави, сите живи и мртви зборови, на неговата пренатрупана маса ти ќе оставиш неколку печатени работи во кои тој лично е спомнат, а ти си ги пишувал. И Господ Бог нема да остане равнодушен. Верувај ми, господине Бистриков. Например, твојот дипломски труд, одбранет на Универзитетот во Санкт Петербург 1902 година за популарност на македонскиот крал Марко, можеш да ме оставиш, па нека се чуди. Можеш да ме отпееш ако треба. Брате Војдане, тешко ми е да дишам, а камо ли да пеам? Бидејќи не разлагано мајчиното млеко, ќе најде сила и ќе ме отпееш. И тој толку ќе се нажали, што може и да заплаче ако застанеш пред него и да го од подземно грло на сет глас се провикнеш. Чернодрински, бидејќи ти пишуваш драми, неки е лошо да напишеш една пиеса, што ќе ми ја посветиш, поред епската песна Марко Крале ја губи силата. Нема јас што да напишам. Ти лично ќе му испееш на Господа кога ќе стигнеш кај него. Ти, ја паметиш таа слика, кога Господ промече во старец, за да го казни Марко Кралета, му ја подметнал сета земја во една торба. Дигајќи ја торбата, Марко ја изгубил сета своја голема моќ. Се прашував јас, сиот мој живот, гол и бос, сакав ли да ја крена Македонија, па останав и без неја, и без силата. Јас бев во Санкт Петербург, кога ти ја играше македонска крвава свадба на Македонски во Софија 1900 година. Јас не знаев дека ти тогаш постоиш. Не знаев дека Македонија има таков лингвист што ќе ги растени нашиот јазик, нашето право на судбина. Во историјата зборот судбина не постои. Постои само рационалноста. Кога ќе се дефинира македонската рационалност, тогаш ќе биде возможно се. Историјата е лага што никој не се осмелува да ја оспори. Ти ја оспори со својата македонска крвава свадба. Јас се оспорив. Но таа ја оспори Македонија и Елиденското восстание 1903 година. И од трите збора на насловот останаа само крвта, прогоните, гробовите. Македонски беа причините за неуспехот на револуцијата. Се додека не се создаде македонско национално единство, предпоставките за македонска држава на Балканот ќе се уриваат како кула од карти. Значи, затоа ти
работи веднаш по поразот на Илинденското востание 903 година на македонски јазик? Не! Ја објави за да кажам дека во Македонија ќе се случи нов балкански феномен и дека зборот револуција ќе биде заменет со еволуција, дека србите, бугарите и грците ќе престанат да се гладаат околу Македонија и ќе сватат дека ќе нема цивилизација на Балканот, ќе има само страдења. Крсте, брате, прошто. Само сакам да понесеш нешто. Во што да понесам, брате Војдане? Твојот раскушен ум. Во него нема место. Имам тумор во мозокот. Не гледаш дека умирам? Па ќе умреме сите. Кој порано, кој подоцна. Само сакам да ти кажам, немој да оставиш, да не му кажеш на Севишниот, ти како носител на светлина. Немам намера никому да му кажувам и ништо. Еве веќе го допирам мракот. Овде е мрачно и мрак ме опива. Сонцето, ти и мајка ти. Татко, послушај ме. Кон водата додај ги планините и горите. Кон горите додај го лисето и тревите. Кон тревите додај ги цвекињата. Кон цвекињата додај ги боите. Кон боите додај ги птиците. Татко, послушај ме. Кон сонцето додај ги звездите. Кон звездите планетите. Кон планетите Создателот. Создателе, татко мој, зошто ме создаде и кому ќе ме оставиш? Кон мајка ми додаја вашата љубов. Од тоа гнездо сум испирен само јас, без брат и без сестра. Затоа кон мене не додава ништо. Сам ќе трнам каде што никој не стигнал. Уште ќе го прашам Создателот. Создателе, ќе оставиш ли твоето чедо, што ме создаде мене да умира голо, странно и босо? Создателе, ако ти има фрли еден поглед од крстот, врстат към и крстата Петков Мисирков. Татко, кон мене не додавај ништо. Само тебе жив да те гледам. Господе, што си сам на небесата, не заборавај! Мамо, потивко те молам. Раскалите го светлан доктор Давидов. Ми рече дека не се во прашање денот, туку сати или минути. Тој така зборува веќе 6 месеци. Ова бела, нарака везена кошула. Ја купивме на пазарот во Одеса, пред да се родиш ти. Ке ме облечеме, да ти се разбуди. Петроденски бе јаболка ми ги даде една жена од Копривщица, на станицата од трамвајот. Ми рече, поздрави го крстата од сина ми Михаил бе. Не сретнал поучен човек од него. Сета наука на светот ќе собра во срцето и во умот и зошто за ништо! Потивко, мамо, те молам. Така ми рече доктор Давидов на скалите. Може да му одвета душата во секој миг. Ако умре пари за ковчег немаме. Мамо, тој нема да умре. Ќе оздрави. Ах, синко, жива в земја давле за не се влегува. Кај кого да барам, синко мој? Кај кого да се обратам? Војната еве заврши, а само пустошат остана. Софија е полна бегалци, разменето население, болести и сиромаштија. Луѓето немаат за лепа, камоли за ковчег. Крсте, љубов моја странна. Толку држави поминавме заедно, на секаде само сенки бевме. Гробнината што не може да си ја платат. Мамо, ако нема никој под сонцево да ни поземи колку за ковчег, јас самиот ќе се провикам до небесата. Господе, ќе речам, научи ме како да направам ковчег, да си го погребам мојот учен татко.
син на распарчени во гробот на историјата положена Македонија. Може би од Куршумот. Не требаше да умрам јас. Туку може би ти. Без тебе Македонија ќе беше без дефиниција, без минато, без сегашност, без иднина. Но да бидам појасен, чинот на таа Богда смрт, на стрелањето од Загреб, освен со тебе, со никого друг не го врзувам јас. Господине конзуле, таа летна гореше цела Македонија. Ние се враќавме од Буковскиот манастир во Битола и турскиот стражар што војнува вас стрелаше во вашиот пајтон. Не зборувам за пајтон, зборувам за убиството. Во едниот пајтон бевте вие, а во другиот вашите деца. Не заборавајте дека јас бев учител на вашите деца. И ако убиецот стрелаше во пајтонот во кој бев јас, ќе останаа ли поштедени вашите деца? Не е точно. Убиецот мислеше дека рускиот конзул и неговите деца се движат во еден пајтон, а прислужниот персонал во друг. Одбивам секаква друга предпоставка. Доколку тоа не е во полза на фактот, наместо вие, бев убиен јас. Господине конзуле, вие знаете колку столетија наназад Македонија го упатуваше својот безнадежен од исчекување поглед кон Руската империја. Знаете? Знам! Знаете ли дека ако не беше Македонија, Русија ќе немаше од кого да го прими христијанството? Знам! Знаете ли дека во мигот, кога се слушна истрава што беше упатен кон вас, јас им раскажував на вашите деца за светите браќа Кирил и Методи. Им раскажував за тие апостоли на носталгијата меѓу Исток и Запад. Знаете? Знам! Знаете ли дека македонското научно-литературно другарство од Петроград упати меморандум до руската влада за признавање на постепната македонска националност, за македонскиот јазик и за обнова на Охридската архиепископија? Знам! Знаете ли дека јас патував со вашето мртво тело, положено во ливен ковчег, од кој блескаше самотноста на Руската империја? Тоа патување траеше 40 дена, колку патот на Христа до воскресението. Јас знам се, бидејќи смртом. Би сакал да видам што ќе беше ако Куршумот те погодеше тебе, наместо мене. Дали од лингвистичка гледна точка Руската империја ќе ја признаеше Македонија, ако не за друго, барем заради името на најголемиот император на сите времења. Александар и неговиот татко Филип исто така беше убиен во атентат. Да не зборуваме за македонските атентатори, што го прославија вашето име низ целиот свет. Дури рускиот јазик има посмени. Стрелба по македонски значи вижење на Куршумот до целта во исто време, некој да се убие ревака. Сергеј, ми убија! Ништо нема мили татко, соземи се, јас сум сотен. Синко Сергеј, каде е мајка ти? Што туку отиде? Кај отиде? Отиде да бара. Што ќе бара и кај ќе бара? Јас сум овде. Што ќе бара? Отиде на пошта да бара, не да бара, да земе едно препорачено писмо. Од каде писмо? Од Шведска, од меѓународното седиште на лингвистичката организација, што во своето списание објавува еден твој текст на идојазикот. Не ми треба ни списание ни писмо. Ми треба таа. Таа беше овде. Ти ја донеси испеглана кошулата што најмногу ја сакаш. И ти донесе петровденски јаболка, ти ги прате твојот ученик Михаил в Копривщица. Мајка му на Михаил и рекла на мама дека сини во својот живот не сретнал получен човек од тебе. Синко Сергеј, испотен сум. Жива вода сум сторен. Подај ми ја кошулата од Одеса. Татко, те молам покрене се да те смена кошула. Ајде, синко Сергеј, биди храбар. Пресоблечи га татка си за последен пат. Си ми кажувал за оваа кошула? Со оваа кошула ги држаш предавањето во Санкт Петербург. Знам, во октомври 1903 година. Ти уште не беше роден.
татко, те молам, не зборај за ковчег. Ке речеш, ништо не е на кошу ако го допира смртното тело на нашиот живот, а во неа е запишано се. Ох, татко, јас сакам да умрам слушајќи твоите зборови. Синко Сергеј, единствено што треба да сакаш слушајќи ги моите зборови е да живееш. Во годините поминати во Санкт Петербург, јас открив дека ќе ја најдам формулацијата на Македонија по која трагам. Единствено ако сонцето не заоди, бидејќи само сонцето е символот и животната стварност по која се одгледуваше понорот на нашето трајање. Во него ние се забравивме самите себе си, а јас сакав да ја претворам македонската историска ноќ во вечен ден. Еве, облечен во оваа кошуа, тесно сврзана со моите спомени, јас изреков една бела молитва, што се претвори во моје интимно создание, што сакав да биде книга. Таа книга ја нареков за македонските работи. Сонце, Божја светлино, смилувај се и спаси го. Ме слушаш ли, сонце? Сонценце. Така се вели на Галено, а македонски ми велеше тој. Имав само 7 години во едно августовско утро, кога тој се врати од долг пат. Ме бакна в чело и ми рече: сонце, го гледаш? Го гледам, реков. Може ли тоа да биде поделено? Не, реков јас. Исто е со духот на Македонија. Тој никогаш не може да биде поделен. Извади од джебот неколку копејки, слези и купи топол леп да залебиме, рече, па потоа ќе видим. Додека слегува по скалите, го слушнав и викаше на мајка ме Екатерина. Ми мрзнат коски од студ. И јас си реков тивко на македонски и на руски: сонце, сонценце, сонце, солнишка, како ќе не грееш, кога на татку ми му мрзнат коскиве. Ангелски мила сестро, простете што седнав, нема веќе сили. Јас бев утринава да го видам. Малку е подобар вашиот ценет сопруг, господинот Мисирков. Јас имам предчувство дека ќе биде спасен. Колку се мили вашите зборови. И да не е така, еве човек и поверува. Но носете ми се пресекоа. Светот ми се сврте. Спасот каде е, си велам јас? Спасот е прво на земјата, а потоа на небото. Пуста земја! Цела земја ја претеравме без цената душо Божја. И сега, качувајќи се по скалите, ги видов сите градови во кои се молат за неговиот спас. Така на првата скала го видов градот Бердијанс, во кој беше гимназиски професор. И си реков: руски граде Бердијанс, помогни ми да се качам на втората скала. Дишете, дишете длабоко, госпоѓо Мисиркова. На второто скалило се отвори пристаништето во Одеса и нашата свадба, во која ги видов неговите очи. Тогаш дојдоа да го притворат заради некој си неплатен долг за списанието што сакаше да го печати, а немаше пари. Тогаш се роди нашиот син Сергеј и тој го викаше сонце на татко. Дайте ми ги рацете да ви ги истријам. Студени ми се рацете, госпоѓо Мисиркова. На третото скалило го видов бродот во кој заминес по воен дописник по балканските крвопролевања. Пред тоа заедно дојдовме, бидејќи ми велеше: Екатерина, и ти треба да ја знаеш Македонија, зашто ти се љубов, а таа е камен,
во моето срце. На четвртото скалило видов како пак се враќаме од кај што дојдовме. Подкренете се, госпоѓо Мисиркова. Бидете љубезна. Ве молам, направете напор. На петото скалило видов како светот стана општа гробница со балканските крвопролевања. И започна нашата екстернација, интернација, екстерминација! Ставете ја раката околу мојот град, драга госпоѓо Мисиркова. На седмото скалило видов се најдов овде, во Александровската болница. Го видов неговото лице со смртен превес на челото. И ми се идеше да викнам: Крсте, љубов моја, поминавме заедно 28.000 километри. Ги прочита сите книги на светот, научи живи и мртви јазици. Во сите нив ја бареше Македонија. И јас сега немам ни скршена копејка. Крсте мој, ковчего да ти го платам. Ми дојде еден силен глас да те истажам на векови. И овде падна, струполена, покосена, уште душата на мене што трепери, пред да изгасне твојата свеќа, мојата свеќа. Дојдете сега со мене, драга госпоѓо Мисиркова. Се ќе помине, се, ве уверувам. Тој ќе оздрави. Утрово му видов скриена насмевка на лицето. Евтиме Пространов, ти благодарам што дојде. Со тебе како да дошол цел Охрид. Фреските, иконите, езерото. Имаш новости од Охрид? Имам тажни новости. Ми пишуваат дека водите од езерото се надојдени од соузите на Македонија. А ти заминуваш и не се поздравуваш со никого. Евтиме Пространов, јас не сакам да го загубам својот живот. Јас не можам да заборавам дека се и должен на мојата татковина и дека слободата на мојата татковина е моја слобода. Јас можеби ќе умрам, но не затоа што не го сакам својот живот, туку затоа што честа и татковината ми се непомну скапи. Јас тоа во сушност да барам прошка од тебе, драг Мисирко. Јас напишав во едно писмо за чие постоење никош не дознам. И тоа упатено до бугарскиот генерал, министерот Рачо Петров. Нека ти биде простено и од мене, и од Господа. Не, сакам да ти кажам што напишав. Болен сум, брате, Пространов. Пред да ми простиш, сакам да ти кажам дека во врска со твоето враќање од Санкт Петербург, јас му ги напишав следниве зборови на бугарскиот генерал. Ти простувам без да знам. Господине министер-председател, пишувајќи ви ги моите лични сваќања за иднината на мојата татковина Македонија, ги имам предвид големите опасности што се кријат во сепаратистичкото национално движење меѓу еден дел од македонската интелигенција, која што зад себе веќе ги влече македонските народни маси, особено во југозападниот дел на Македонија, со центрите во Охрид, Ресен, Битола, Прилеп. Овие моменти се пресудни за судбината на Македонија. Пропагаторите на движењето, мощно и студиозно и со ентузијазам, се зафатиле да печатат книги,
од македонската имиграција. Еве затоа сум дојден. За овие зборови да ми простиш. Оти и јас сум син на Македонија, а ти беше протеран и беше запален тиражот на твојата книга за македонските работи. И овој пример, што јас лично го сочував, сакам да ти го вратам, за кога ќе стигнеш кај Господа и тој да ми прости. Немам раце, брате Спространов. Немам нозе. Кај Господ лета душата, а телото останува на земјата. На душата не ѝ треба докази. А што се десува за протерувањето повторно во Русија, не грижи се. Јас цел живот бев протеруван, зошто и Македонија беше протерана самата од себе си. Во овој смртен час, јас ти инсистирам, ти да се појавиш на небото со уште. Затоа земја од мојиве раце и понеси ја на твојот последен пат. Немам раце, брате Спространов. Немам нозе. Книгите се за на земја. На небото сум тргнат и во звездите ке гледам што запиша Создателот на вечноста. Збогу. Чека мајка ми. Доцни, не знам што станува. Сега ќе дојде. Сакаше нешто да го праша доктор Давидов. Чека пред неговото биро. Веднаш се враќам. Овај, господине. Видите, момче, вие ли сте синот на професор Крсте Петков Мисликов? Да. Дали утро вашата госпоѓа мајка му донесе јаболки Петровки на вашиот господин татко? Да, ви благодарам за внимание. Не станува збор за благодарност, туку просто за чувство на вина, зашто не можеме да искажеме нашата почит кон него с друга форма на внимание, освен со јаболки Петровки. Господине, ме молам, кажете ми побрзо зошто ви треба татко ми. Тој знаете е во доста тешко состојано. Тој само што не умре. Тој не смее да му напушти овој свет, да става препорака за Њујорк, во никој случај. Не ме разбирам. Зашто станува збор? Слушайте сега, побиш, ќе ви стане јасно се. Во дворот во Копривщица, пред секој влегување на часовите, точно 5 минути пред големото звонче, јас исполнував соло песни и оперски ари од Шубер, Белини, Чајковски и станав на широко познат. Би рекол надолго и на широко. Во тој двор ми вика Михаил Теноваc што го допира. Едно јануарско утро, или точно 6 месеци од тогаш, ми пријде вашиот седен татко и ми рече: Михајле, јас ќе напишем препорака за вас до Музичката академија во Бруклин. Вие заслужувате, бидејќи пред вас стои голема име. Господине, ве молам, јас морам да се вратам кај татко ми. Тој секој миг може да го напушти овој свет. Никако! Да го напушти овој свет! Без таа препорака за Њујорк, во никој случај. Но господине, ве молам, неговата состава е крајно критична. Крајно критична е и мојата потреба од неговата препорака. Бидете уверен, господине Теноров, јас секи му пренесам, морам веднаш да одам.
Возот за Бердјан земо, дали доаѓа нови перон? Да, еве го, стигнува. Да продолжиме, професор. Како студент во Санкт Петербург, барајќи го македонскиот јазик, исчезнат први во времето на Александар, од кој се останати само 30 на глоси. Јас тргнав во потрага на првиот јазик, прајазикот на целиот свет и во срцето на Азија, и констатирав дека тука се крие тоа единство на светските јазици. Во пролета 1910 година во Скопје, во тој град од двете страни на реката Вардар, реката што Хомер ја спомна во илјадата, сака да формирам универзитет. Докторе Давидов, професорот мисли да ги испушти душа. Не допуштите да го испустиме отказ за тој блескав ум. Извинете, господине, дали видовте мајка на Екатерина Мисиркова? Млад господине, ве молам застанете во редот. Гледате овде колку болди има. И мајки, и татковци, и деца. Но господине, татко ми умира и сака да ја види. Судбината на вашиот татко е во Божи раце. Ние сторивме се. Всушност, мајка ми беше дојдена кај мене да бара помош за погребните трошици. Но јас ти го реков тоа што ќе ми го речам и вам. Јас можам да се загрижам за делото од будничките трошици, но погребните спаѓаат во секторот на господин Рашидов. И самите знаете дека целиот Балкан е социјален случај. Зашто освен смрт, Европа не произведува ништо друго. Една светска војна заврши, а другата само што не почнала. Па се прашувам дали е воопшто привилегија да се биде жив. Дали не е подобро на Балкана да се раѓаме мртви. Момче, бидете со Рашидов, во приземјето соба број 44. Ништожник е оно кој има подобар пријател од својата татковина. Замислете си да се здружат заедно Мисирковштината на господин Крсте, сепаратизмот на неговото
високо преосвещенство Теодосија и автомоштирата на Господи Петар Попарсов. Замислете, што би можеле да направат? Ништо. Значи едни наваму, други натаму. Едни наваму, други натаму, а Македонија никаде. Знаеш како почна да ни испивуваат на Балканот? Македонци ктили конци, кои су ни браки крпи, без да ги останали. А што станало со Гоце Делчев, македонскиот Гарибалди? Како не знаеш? Овој е Делчев пред 23 години, предаден од наши, а потоа убиен од нивни. Не знам, а кога добив тумор во мозокот, ми се губи меморијата. А каде е Даме Груев? Убиен е Груев, предаден од наши, а потоа убиен од нивни. Може би таму на тој свет ќе реализира идејата за подземна република. А каде е Никола Карев, председателот на Крушевската република? Убиен е Карев, иде до 905-та, пролетта на велите. Каде е Борис Сарафов, шефот на македонската дипломатија без држава? Убиен е Сарафов, иде до 907-та година. Каде се солунските атентатори? Оцетов, Пинков, Трчко, Кирков, Шатер? Се самоубија сите и напиша епитаф до слободулна Европа. Ја заборе Европа. Остана само Шатер, се движи како сенка помеѓу Москва, Берлин и Цариброд. А каде е Сандански пиринскиот цар? Одам на тој царува мртво порученскиот манастир. А каде Ѓорче Петров, кажувај ми, брате? Нек ти се наполнија 5 години од неговото убиство. Паѓаат на секаде македонски глави, едни од други убиени, а сите наши. Секој утро кога се будам, си велам, денеска редот ми е мене и се уште не сум убиен. Попарсов, почек. Значи, ние ќе дојдеме досега ни видена, ни чуена точка во Европа. Ке има Македонија, а ке нема македонци. Земи си ја шапката, брате Попарсов. Каде ќе одиш гологлав по оваа горештина? Откаде е родом, господјо, вашиот ценет сопруг? Родум е од едно многу познато место, што цел свет го знае. А каде е тоа место што цел свет го знае? Родум е ангелска душо во македонското село Постол, што е на истото место кој што е издигнат градот Пела, родниот кралски дом и престолнината на Александар Македонски, најголемиот освојувач на сите времиња. Значи, ништо не е случајно под небескиот свод? Како дете ми раскажуваше тој во Санкт Петербург, јас играв по истите ливади по кој јавал на конј најголемиот император на светот. Тој велеше дека Александар Македонски ја разнесе славата на Македонија. Во неговиот ум протекоа милиони зборови на сите светски јазици. Но Пела остана главен град во неговата биографија, кон која се приклучив и јас и нашиот син Сергеј. Тој секогаш велеше: Екатерина, кога ќе умрам, погребете ме во Пела, барем мртов да лежам во престолнината на античка Македонија. И потоа? И потоа ништо. По поделбата на Македонија во Балканските војни ми рече: ако е погребана Македонија во самата себе си, тогаш воопшто не е важно каде ќе бида погребан јас. И потоа? И потоа ништо.
Си велам да има Божја сила во невидлива птица да ме претвори. Награб со неговото тело да прелета преку сите распарчени делови на Македонија. И тајно да го положам во неговата семејна гробница. И потоа? И потоа ништо. Се било едно големо ништо, а едно големо нешто сега како црн камен ми тежи овде на темево. Секој миг може да умре, а јас, жалната и црна кукавица, пари за ковчег немам. Не ковчег, а кочија за вас ќе порачам јас. Не ковчег, а кочија со која ќе отпатувате кон земјите и градовите на вашата љубов. Ви се молам, милостни сестри, порачете кочија со 4 бели јаскан коњи и за љубовниот пар Крсте и Екатерина Мисиркови. Замолете ја смртта да го одложи својот суден час. Ангелски душа Божја. Драга госпоѓа Мисиркова, ништо не е невозможно за Господа. Верувајте. Извинете, Господине, простите ви се молам. Татко ми умире на третиот кат, а мајка ми ја нема. Кај вас ме прати докторот Давидов во врска со погребните трошици, а во врска со мајка ми која ја барам цело утро, а не ја наоѓа. Момче, застани бе, застани. Погледаш, овде има ред. Ајде, врати се назад. Кога ти дојде ред, кажи што можеш да кажеш. Но Господине, татко ми умира, а мајка ми ја нема. Ми прелете една црна мисла да не се стврдила под некој трамвај. И така јас овде останав сам. Роднини и пријатели немам. Сам сум со мајка ми. Момче, знаеш ли колку милиони луѓе умреа во Балканските војни, во Првата светска војна, во Грчко-турската војна, во размената на селието помеѓу Бугарија и Грција, во уште незапретаните македонски фронтови. Знаеш ли ти, момче, колку милиони беглаци има во нашата страдна земја? Знаеш ли колку татковци и мајки, колку синови и керки не си ги најдоа никогаш ме блиските? И мајка ти беше овде. Па да, исто ти го реков. Ти бе да си го гледаш татко ти, а бе враците ти умре како јагне. Што е побаво од тоа таткото да умре враците на својот син? Но Господине, нашето барање е во врска со ковчегот. Доста се ковчегот, бе, момче. Ковчег па ковчег. Не разбере дека сега на Балканот не можеме како да преживеат здравите. Гладни, голи и боси. А тој ковчег па ковчег. Па ќе ви дадемо подолот на Александровската болница. Едно ново ангелско кебе на небес, ќе го се копате, па ќе ми го вратите. Ајде, застани во ред. Господине, видите, љубезен, брзо, умира човек. Дали знаете каде можем да го поминам професор Крсте Петков Мисирков? Треба да ми напише на прозорец. Првата врата, лево, кревето до прозорецот и застанете до неговото заглавие. Јас одам да го пронајдам доктор Давидов. Господине професоре, јас никогаш нема да ги заборувам вашите зборови. Тие зборови беа првото охрабрување што еден светски блескав ум ги упати кон мојата. Би рекол целосно и исклучиво посветено во името. Вие тогаш спомнавте дека вашето влијание со една препорака би можело да биде просто речено една мала потпора при моите први чекови, што би ги направил за да ја представам мојата музичка кандидатура во музичката академија. Прво е, ако имам препорака при професор Винстон Банет. Ќе му токнам на врата, тој ќе рече yes, па јас ќе му речам Sir, please, I have a letter for you from Krste Misirkov. Do you remember him from
колку да велиш друго. Еве, не мора сега. Кога се одморите, ќе напишете 3 реда својоручно и јас ќе одам. Господине кандидат за оперски пеач, господине Михаил Коприштица, како влегувате без прашање? Ви се молам, зар не гледат? Ако се разбуди, може би ќе се сети на мене. Вие влегувате, а никој не ве провери. Знаете ли дека видните македонци се убивани насекаде низ Балканот и низ Европа? И знаете ли дека татко ми велеше: синко Сергеј може да ме убијат во секој миг. Господине Мисирков јуниор, дали јас ви личам на убиец? Јас ли да го убијам човекот што го боготворам до небеси и од кого зависи мојата препорокјанска судбина? Може би ќе се разбуди, ќе го слушна мојот глас и ќе ми ја напиши преко раката за мене. Немојте ви се молам. Знаете ли што ми рече тој таа пролет во Коприштица? Вашиот глас, Михајле, може и мртов човек да разбуди. Докторе Давидов, може ли нещо да се направи, за да биде спасен? Знаете ли што, милосрдно сестро? Застанете малку. Знаете ли колку илјади години медицината се бори со смртта? Толку илјади години и колку што религијата се помирува со смртта. Но јас мислев тогаш кога прв пат го видов толку изненадени и собрати на некој од државите со хируршка интервенција. Но на која држава? Тој е еден лингвист на еден јазик, но тој нема држава. И самите знаете дека може би македонците се најголеми идеалисти на Балканот, но тие немаат држава. Крсте Петков, Бисирков, Македоне Белски, разбудете се! Професоре Иван Александрович, јас не заслужувам таа висока научна почест. Мојот идол, еден од најголемите лингвисти во светот, да ме посети на смртната постела. Крсте Петков, Бисирков, Македоне Белски, дојдов да се поклонам пред вас. Омилен професоре мој, зошто да се поклоните? Јас сум никој и ништо. Само еден од вашите студенти во Санкт Петербург, што го пиеше секој ваш збор. Го употребивте вистинскиот израз кралска круна. Таа кралска круна јас ја видов на вашата глава, бидејќи кога ме прашав каде сте роден, кога ми рековте дека дојдете од Македонија и сте роден во Пела, каде што е роден Александар Македонски, најголемиот император на сите времиња. Господе, како да ти се заблагодарам што го открив меѓу моите студенти човекот што го носи ореолот на првиот обид за светска јазична реформа, наречен Појне, од Александар Македонски, роден на исто место со него, а сега мој студент. Професоре Бодуен, едно ќе ве прашам само. Како можеше да исчезне античко-македонскиот јазик? Но пред тоа, сонував како сум се претворил во графичкиот знак на кинески, што го означува зборот сонце, се пишува вака. Што може да значи тоа?
во болничката управа ми пренесе дека ако не најдеме решение за мртовечкиот ковчег, во крајна линија, вели тој, ќе се подпишете заедно со Сидни Сергеј, дека можеме да извршиме сецирање на неговиот труд. По против слуга, вели, ќе ви ги платиме потребните трошоци, почувајќи го и ковчегот. Драго Господи, не грижете се, ние сме сите со вас. А знаете, прекрасна душа Божија, тој ми велеше неодамна лани лето. Цел земи ќе лежа, милов моја, оти не ја видов Македонија слободна. Нам, македонците, ми велеше, единствено униформа ни е нашата кожа, зашто немаме држава. Не грижете се, Господјо, се ќе биде во ред. Еден е Господ на небото, со него единствено тој ќе патува. Ајде. Еве стихи. Скриената насмевка те утринава ја видот на неговото лице. Драга Господја Мисиркова, се уште ми дава надеж. Сигурна сум дека таа скриена насмевка зборуваше за вашата заедничка љубов. Понекогаш на болесна и треба само еден миг за да исчезне. Што мислите, докторе Давидов? Да, понекогаш се е возможно. Бог да го прости, Христе Петков, мисликов. Татко најсакан мој. Немам пари за ковчег. Професор, умри мојата музичка надеж. Доктор Давидов, овде има две пишма за Христе Петков Мисликов. Првото писмо е од Копривчица. Советот на гимназијата во Копривчица известува дека господинот професор Христе Петков Мисирков е отпуштен од работа. Второто писмо е од Универзитетот од Колумбија во Њујорк. Прифатено е барањето на господинот Христе Петков Мисирков за едногодишен студиски престој во Соединетите Американски држави. Еве, земи го.